Во училиштата нема екстерно тестирање. Учениците се сретни, а наставниците ослободени од притисокот за казни, односно дали учениците ќе ја потврдат оценката или ќе потврлат. Екстерното тестирање според наставниците ќе остане како една од најнеуспешните реформи во нашиот образовен систем. Според нив секоја реформа која се носи во образованието треба да биде донесена врз основа на анализи, но и на она што практичарите ќе го кажат како мислење. Откако новата министерка за образование најави дека ќе има низа на реформи во високото образование, наставничкиот пленум повторно се активираше. До крајот на тековната учебна година остануваат уште само неколку дена, пошто почнува и летниот распуст за учениците, додека за матурантите на 10 јуни ќе се реализираат тестирањата кои се дел од државната матура. Изборните предмети кои што се полагаат на екстерно ниво веќе ќе бидат реализирани на 10 јуни, 12 јуни и третиот изборен предмет на 14 јуни, а веќе после 15 јуни следува полагањето на изборниот предмет на интерно ниво до 28 јуни, така што вообичаено е после месец дена од тестирањето, односно државната матура, излегуваат, се објавуваат прелиминарните резултати, можноста за приговори. Средните училишта се подготвени и за уписите на средношколци во прва година. Уписите ќе се реализираат на 28 и 29 јуни.